Дополнителниот заменик министар за внатрешни работи Митко Бојмацалиев заедно со државната секретарка Магдалена Несторовска и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски остварија работна посета на подрачјето на СВР Штип, каде го посетија одделението за внатрешни работи Кочани. Бојмацалиев по остварената средба даде изјава за медиумите во која информираше за подготовките на изборниот процес. Од денешниот состанок може да констатираме дека на територија на СВР Штип материјалите се успешно распоредени по гласачките места. МВР ги обезбедува со пешадиски и со мото патроли. До сега немаме никакви индици за нарушување на денот на гласањето. Исто така разговаравме и за тоа дека во парите за исплата на бонус плата се обезбедени и по завршување на изборите ќе бидат колегите исплатени. Тоа е нешто што редовно го правиме од 2017 до ден денеска, а порано не беше така. Бонус платите не беа исплатени. Денешната средба во полициската станица во Кочани дополнителниот министар Бојмацалиев ги сподели резултатите на ОВР Кочани во однос на кривичните дела. Исто така бев информиран и за резултатите кои ги постигна СВР Штип на територијата дека се задоволителни и во тенденција за подобрување. Со тоа граѓаните се безбедни и полицијата ги извршува своите професионални работи. Тој додаде дека по завршување на изборите ќе биде исплатена и бонус плата која од 2017 година почна редовно да се исплаќа. Во однос на новиот експресен пат Штип Кочани, Бојмацалиев апелираше до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните знаци и да ја прилагодуваат брзината за да се намалат сообраќајните незгоди на овој патен правец.